Тие немаат муда да ти кажат нешто или да направат нешто. Внимание, зборуваат граѓаните! Зошто има толку омраза на социјалните медиуми? Дали се свесни тие што шират таа омраза дека цела држава ги чита? Па мислам дека се свесни, а дел од нив и мислам дека и не се свесни. Необразовани има доста што пишуваат разни глупости. Само лаат, не касаат, онлайн ќе збораат, пишуваат глупости, ќе те навредуваат, ама уживо тие немаат муда да ти кажат нешто или да направат нешто. Им донесува задоволство да штетат на другите. По природа мислам дека сме така, не ќеме да гледаме како никој нешто прави поразлично од нас. И дека одма идеме со некои си остри мисли. Очигледно не се свесни дека ги чита цела држава, да. А зошто има недоволно култура? Сето тоа се прави свесно. Делумно се диригира од одредени веројатно центри на моќ. За омразата многу често стојат профитери. Не се замараат луѓе што ќе кажат. Не им е гале дека повредуваат некој на тој начин. Не се научени да ја прифаќаат различноста. Интернетот им е како комфорт зона, каде што тие можат да коментираат такви работи без да бидат откриени. Дали си се соочила со хејт на социјални мрежи? Да, многу пати. Како се справуваш со тие ситуации? Па искрено само ми доаѓа смешно поради тоа што не се доволно научени и едуцирани. Се чувствувам како попаметна од нив на некој начин, бидејќи јас сум научена да ги прифаќам луѓето и нивната различност, бидејќи тоа го прави светот по уникатен. Многу би било досадно, на пример, ако сите се исти. Едноставно игнор, ако може, нели колку може. Мада тоа е реткост кај нас да некого игнорираш. Не дозволам да достигне хејтот до мене. Јас сум си више оформен свој човек. Нема туѓо мислење да ми влијае. Ќе одам по улица, ќе ми лаат, ќе ми викаат секта, не знам што, ама мене тоа не ми е гај. Колкава штета им прави говорот на омраза на тие што се нападнати? Што е Може последицата? да предизвика многу голема штета, може некој дури да се сврти кон самоубиство или така нешто, ако е толку сериозно. Во главно штетата ја трпат жртвите. До толку повеќе кога е нападната нечива, да речеме, сексуалност или не знам било која друга определба, Така. припадност. За тие што е напишано, па може да биде мислам дека огромна штетата. Може да падне у депресија, почне да се крие од луѓето. Што му носи на тој кој што го создава хејтот? Апсолутно ништо. Може би некоја си лично задоволство, на апсолутно ништо. Колку нема што да прават со животот, ќе пишуваат хејт коментари, ќе се караат со други онлайн. Тие немаат попаметно што да прават. Па тие што создаваат мислам дека немаат штета, зашто чим ти го пишуваат гајле им е за тоа што го пишуваат. Па тие што мразат мислам дека не се многу оштетени во ситуацијата. Може би се задоволени. Да, тоа можеби ги сполнува. Еднаква штета има поради тоа што самата омраза прави лошо на душата на човекот, според мене барем. Сепак омразата повредува, тоа е нешто што мислам дека од мали го знаеме. За неколку дена има Прајд во Скопје. Што би им препорачала на оние кои што мразат различни од себе? Да седат дома, да си бркаат работа. Омразата може да донесе само проблеми. Не гледам ни причина да се мрази поинаквиот. Апсолутно нема никаква причина. Нема потреба од омраза. Има право секој да живее како што сака, според мене. Секој има право на свој живот, избор на свој живот. Нека си го тера како што мисли дека треба да го тера. Сите сме едни исти, усуштина човекот е човек, независно од каде и да. И сите ги имаме истите желби, основни потреби. Би им препорачала само да не се замараат со животот на другите. Мислам, секој си го води својот живот, така. Внимание, зборуваат граѓаните!